Потрошувачката на енергија во облик на топлина во вкупниот енергетски биланс на една земја има голем удел. Потрошувачката на енергија за греење, проветрување и припрема на санитарна топла вода, како и за технолошки потреби во индустријата се движи од 55% до 70% од вкупниот енергетски биланс. Затоа, начинот на производство и трансформација на примарната енергија во овој облик на енергија, како и нејзината дистрибуција до крајниот корисник на енергијата е од големо значење. Со правилен техноекономски избор на постројката за производство на топлина и системот на дистрибуција од изворот до потрошувачот можат да се заштедат значајни количини на примарна енергија која од ден на ден ја има се помалку. Системите за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија овозможуваат рационално користење на примарниот енергенс. Исто така, и системите за централно далечинско греење се од огромно значење од аспект на рационално користење на примарната енергија. Рударско-енергетскиот комбинат Рек Битола се наоѓа во Пелагониската рамнина и истиот е од стратешко значење за производство и снабдување со електрична енергија на нашата земја, бидејќи овој комбинат ги задоволува повеќе од 70% од потребите за електрична енергија. Како главен енерген за добивање за електрична енергија се користи лигнит. Во последно време со порастот на цените на енергенсите, како и изголемување на свеста за значењето на енергијата, како од енергетски така и од еколошки и економски аспект, се наметнува потребата од реализација на еден ваков проект, тоест проект со кој би се оспособила термоцентралата да може од неа да се искористува топлинската енергија, а со тоа да се зголеми коефициентот на искористеност на термоцентралата Рек Битола. Успешноста на проектот зависи од ангажираноста на сите жители на регионот и нивната желба овој проект да успее. Пред голем број на жители на Битола и Новаци се одржа конференција по повод отворањето и промовирањето на проектот Пренос на знаење за централно греење во Битола и Новаци, Телетерм. Присутните ги поздрави градоначалникот на општина Битола магистар Владимир Талевски и градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Значи, исклучително ни е значајно на сите ова што се вика топлификација на Битола и на нашиот регион. Благодарност до сите присутни. Знам дека се поканети и представници на урбаните заедници каде што би требало. Заедно со градоначалникот на Новаци, господин Лазар Котевски, се одлучивме да аплицираме за прекогранична соработка токму со општина Аминдел и да ги видиме искуствата, слабостите и предностите што тие веќе ги имаат и едноставно во ова наша соработка да бидеме внимателни при изработката на нашиот проект. Мислам дека ова прва значајна средба и убеден сум дека ќе покаже за големото значење на овој проект. Ова е презентацијата која што нашите гости ни ја носат и едноставно да го видиме значењето на овој исклучителен проект кој што е поддржан од фондовите на Европска унија за прекогранична соработка. Координаторот на проектот господин Трајан Котевски, председателот на управниот одбор на ДТП господин Николаос Папахристо, директорот на ДТП Коста Кириакопулос, како и експертите професор доктор Игор Неделковски, професор доктор Зоре Ангелевски и магистар Трендор Истевски. Конференцијата беше прва официјална најава на проектот и објаснување за придобивките од него. Проектот ќе помогне покрај во делот за затоплувањето на двете општини Битола и Новаци, исто и во земјоделското производство, пред се раноградинарското за затоплување на оранжериите и подобар и поквалитетен род. Во рамките на проектот се планирани 5 работилници и тоа на следните теми: How to manage wisely the project, или како паметно да се менаџира проектот, досегашниот статус на проектот, енергетска датабаза, трансфер на технологии за инсталирање и работење на мрежата за централно греење и последната, досегашната реализација на проектот. Учесници на работилниците се вработени стручни лица од општина Битола и Новаци, како и партнерот од Република Грција ДТП, општинско предпријатие за топлификација на поширокиот регион на Аминтео. Работилниците ги водат експертите професор доктор Игор Неделковски и професор доктор Зоре Ангелевски, професори на Техничкиот факултет во Битола, кои зборуваа за позитивните страни на проектот од техничка и социолошка страна. Проектот за топлификација на Битола е технички изводлив. Сега се работат студии за неговата техничка изводливост. Проектот за топлификација на Битола е и економски оправдан. Ќе биде подкрепено тоа и со соодветни економски параметри. Дефинитивно има голем еколошки бенефит од овој проект, бидејќи
голем број на индивидуални котлари во кои што се горат неквалитетни горива ќе згаснат, односно ќе бидат заменети со централно грејење. Клучната компонента е да се прифати од населението, од граѓаните на Битола. Ќе покажат студиите на крајот на овој проект дека користењето на топлификација во Битола ќе биде најисплатливата опција кога ќе се земи цената на грејење по квадрат грејена површина. Проектот Телетерм ги користи искуствата од соседните општини во Република Грција. Во тој дел на Република Грција, каде што има мноштво термоелектрични централи од типот на централата во рек Битола, не само што нема град, туку скоро и да нема село кое не е топлифицирано на овој начин каков што сега се предлага со проектот Телетерм. Со проектот Телетерм треба да се увидат бенефитите на снабдување на топлинска енергија на потрошувачите од општините Битола, Новаци и Могила. Од термички аспект, во литературата е докажано дека комбинираното производство на електрична енергија и топлинска енергија е поповолно во однос на поединечното производство на топлинска енергија во градовите. Конфигурацијата на теренот и топлинското оптоварување на град Битола овозможуваат економска исплатливост на ваквите системи, бидејќи имаме топлинско оптоварување по единица, големо топлинско оптоварување по единица површина. Проектот опфати 8 координативни состаноци на партнерите: Општина Битола, Општина Новаци и Општинската компанија за централно грејење на Аминтео ДТП. Секој од партнерите учествуваа со по 2 представници во управувачкиот комитет со кој управува менаџерот на проектот. Овој комитет ги координира активностите на проектот, како што се изработка на технички студии, одржување на 5 работилници, одржување на 2 конференции, изработка на промотивен материјал, флаери, DVD-а, банери, билтени и слично, се со цел представување на бенефитите од реализацијата на проектот за топлифицирање со искористување на топлинска енергија од термоцентралата рек Битола. Во рамките на проектот се организира студиска посета во Аминтео за представници и стручни лица од општина Битола и Новаци. Целта на посетата беше да се размени искуство и да се прифатат позитивни практики за централното грејење, односно топлификација. Домакин беше партнерот во проектот Општинската компанија за централно грејење ДТП. Беше посетена термоцентралата Аминтео Филота, каде групата беше примена од страна на заменик директорот господин Ионис Петридис. Господин Петридис и неговиот тим го објаснија начинот на работа на термоцентралата, која се констатира дека работи и користи исто опрема и систем како и термоцентралата рек Битола. Βρισκόμαστε στον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΕΣ Αμιντέο Φιλότα, μία μονάδα που αποτελείται από 2 συγκροτήματα των 300 ΜΒ με καύσιμο το λιγνίτη, ο οποίος έρχεται από το γειτονικό ορυχείο. Οι μονάδες έχουν κατασκευαστεί πριν από 27 χρόνια, λειτουργούν τώρα 27 χρόνια, προσφέροντας φτηνή ηλεκτρική ενέργεια στο ελληνικό δίκτυο και εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί το σύστημα τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής Αμιντέου, όπου μέσω ενός εναλλάκτη, απομαστεύοντας ατμό από την στροβιλογεννήτρια, τροφοδοτούμε με ζεστό νερό την περιοχή, συμβάλλοντας έτσι και στην οικονομική ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Ονομάζομαι Πετρίδης Γιάννης, είμαι ο τομεάρχης λειτουργίας του ΑΕΣ Αμιντέο Φιλότα. Σήμερα αντικαθιστώ τον Διευθυντή και εκ μέρους του σας καλωσορίζω και στο σταθμό μας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στο θέμα της τηλεθέρμανσης και να βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα παρόμοιο σύστημα στη δική σας περιοχή. Και πάλι σας καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημά σας. Σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο κεντρικό αντιλιοστάσιο τηλεθέρμανσης Αμιντέου.
Εδώ πέρα γίνονται όλες οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας και ρύθμισης της θερμοκρασίας για την κυκλοφορία του ζεστού νερού της τηλεθέρμανσης. Είμαστε μπροστά στο κεντρικό πίνακα, όπου εδώ πέρα παρουσιάζονται όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις για να γίνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την τηλεθέρμανση. Καταρχήν, η τηλεθέρμανση λειτουργεί με υπέθερμο νερό, που η θερμοκρασία του είναι κειμενόμενη και φτάνει έως τους 120 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστροφές πάλι είναι κειμενόμενες και κινούνται από τους 55 μέχρι τους 60 βαθμούς Κελσίου. Η θερμική ενέργεια και η θέρμανση του νερού στην ουσία της τηλεθέρμανσης γίνεται στο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, που είναι το ΑΕΣ Αμιντέο. Από εκεί γίνεται η εναλλαγή της θερμότητας και τα νερά της τηλεθέρμανσης έχουν τη θερμοκρασία των 120 βαθμών. Έτσι, μέσω αυτού του αντιλοστασίου γίνεται η κίνηση αυτού του νερού στους οικισμούς. Εκεί η εναλλαγή ανακτήριο με τον υποσταθμό γίνεται η εναλλαγή της θερμότητας που μπαίνει στα σπίτια και στα καλοριφέρ των σπιτιών, και από εκεί και πέρα έχουμε την επιστροφή του κρύου νερού σε θερμοκρασία 55 και έως 65 βαθμούς, όπως είπαμε, παραπάνω. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Се посетија и неколку околни термоцентрали во околината на Аминтео и Птолемаида, кои функционираат на истиот принцип. Проектот Телетерм е токму наменет да ја зголеми свеста за значењето на овој проект кај локалното население и да ја прикаже важноста од реализацијата на истиот. Ова е дотолку пореалистично, имајќи предвид фактот дека на само 60 километри од овде постои еден ваков систем кој го стопанисува фирмата ДТЕПА од Аминтео. Еколошкиот аспект е еден од најзначајните, бидејќи е многу голем, имајќи предвид дека голем дел од постоечките котлари во градот би се затвориле, а со тоа емисијата на штетни гасови на локално ниво би била значително намалена, а со тоа би бил значително подобрен квалитетот на животот во градот Битола.